Македонската рурална жена има капацитети и можности да носи одлуки во едно земјоделско стопанство, да биде успешен предприемач и да го развива селскиот туризам. Но состојбата на терен е поинаква. Невладиниот сектор прави напори и лобира со проекти за нејзина поголема афирмација кога станува збор за развој на селскиот туризам. Приоритетите се утврдени и жените во источниот дел од земјава може да бидат носители на традиционалните семејни бизниси и да остварат профит. Целиот регион, што источнопланскиот регион, почнувајќи од Плачковичкиот дел кај нас, пониква Осоговскиот дел, Пехчево, Берово, Делчево, значи се што е во рамките каде што може нашиот регион да понуди можности за туризам. Можностите се неограничени. Жените од руралните средини со традиционалните производи може да привлечат туристи. Идната улога на жената во овој дел го гледам во развој на така наречени неземјоделски услуги на стопанството. Тоа подразбира дека развојот на туристички услуги, развој на традиционални производи, производи со географско потекло мора да го најдат своето место како информација до сите жени кои што имаат пристап до информативна технологија. А тоа значи дека благодарение на користењето на модерните средства за комуникација можат со помош на други стручни тела и институции во државата да пристапат кон развој на специфични производи кои што може да ги понудат на пазар, со што ќе овозможат создавање на дополнителен приход за семејството, а со тоа ќе зголемат својата самостојност и ќе зголемат нејзината улога во земјоделско семејство. Во соседството многу повеќе се посветува внимание на овој вид на туризам, вклучувајќи го и планинскиот. Конкретно во Благоевградската област овој вид на туризам е далеку поразвиен. Ние се концентрираме врху планинскиот и селскиот туризам. Ние сме фокусирани на развој на планинскиот и селскиот туризам. Станува збор за сместување на гостите во така наречени селски куќи за гости. Овој вид на туризам е високо развиен и со потенцијал да ги зголемиме сместувачките капацитети. Капацитетите на жените од руралните средини недоволно се искористени. Таа заостанува во едукацијата. Многу малку од нив се вработени, а доколку се вработени добиваат само половина од платата што би ја земал вработен маж во земјоделството. Ова го покажуваат истражувањата на терен на земјоделски организации, според кои дури 63% од жените на село се неактивни, а само 5% од нив имаат сопствен имот и земјиште.